Добро вечер. Се собравме овде да изразиме солидарност и поддршка на иницијативата за заедничка Македонија. Над 150.000 македонски граѓани се на улиците во одбрана на татковината. Некои не обвинуваат дека не можеме да учествуваме во решавањето на судбината на Република Македонија бидејќи не живееме таму. Не е вистина. Сите ни имаме семејства, пријатели, роднини и имот во Македонија. Коските на нашите дедовци и прадедовци се таму. И нашите коски еден ден ќе лежат во Македонија. Затоа имаме повторно право да се изиграме. Порачувам и да не се заборави клучната улога на македонската дијаспора и придонесот во создавањето на независна Република Македонија. Таа почна од дијаспората. Со обвинение дека се поддржува политичка партија, сакаат да ни пробнат и наметнат туѓа и тоа постизборна платформа. Тиранска платформа создадена во Албанија и поддржана од албанскиот премиер. Велат дека нема ништо лошо во таа платформа, дека не се загрозува македонскиот јазик, македонското писмо, македонските државни символи, македонскиот територијален интегритет и суверенитет, Уставот на Република Македонија. Ако е така, зошто ја презентира оваа платформа по изборите? Сигурно сите овде го знаете одговорот и тоа е дека граѓаните на Република Македонија немаше да гласаат за нивната платформа. Затоа сме овде, да го кажеме нашето големо не за тиранската платформа. Денови има жестоки напади врз истакнати македонски личности само затоа што ја поддржаа јавно иницијативата за зачувување на суверенитетот и интегритетот на Република Македонија. Нели ви изгледа смешно да се доведе во прашање кариерата на Калиопи, на Кира Лазаров, на Игор Дурловски, на Ванчо Петрушевски и многу други, само затоа што искажаа јавна поддршка, само затоа што изразија љубов кон својата и наша татковина Република Македонија. За платениците на Сорос, секој он кој ја брани и сака Македонија е неписмен, криминалец, пијаница. Човек не смее веќе да си ја сака државата и својот народ, без да биде нападнат и оцрнет. Зарем греф е да се сака сопствената држава и сопствениот народ? Искрено се надевам дека граѓаните на Република Македонија, нашите браќа и сестри, ќе издржат и нема да попуштат под притисоците за уривање на државноста на Република Македонија. Да живее нашата света земја! Да живее Македонија!